84,6% од вработените новинари во редакцијата на телевизија Сител велат дека вештачка интелигенција користат за сумирање на податоци, статистика и анализа на документи. 23% вештачката интелигенција ја користат за превод на материјали. 15,3% рекле дека ја користат вештачката интелигенција за да им помогне за бекграунд податоци за темата на која што работат. И само 7,6% рекле дека користат вештачка интелигенција за креирање на содржини. Морам да напоменам дека ова не е вештачка интелигенција која што ја обезбедува редакцијата, туку станува збор за апликации кои што новинарите сами ги симнале на своите паметни телефони. Од ситуација во кој што организации, односно медиуми кои што сериозно ја сватиле улогата на вештачката интелигенција и ја користат во нивното секојдневно функционирање, до медиуми кои што велат дека за жал се уште не ја користиме, но би сакале да ја користиме и ни треба обука. Тоа беа одговорите. И сега ви прашав како ја користите. Оно што беше одговорот, постојат неколку аспекти за домашните медиуми како ја користат и што е сосема логично и го увидев тоа момент на некој начин што и ја лично ја користам. Најчесто е за пребарување. Денеска добивате вест буквално за 2 секунди, што е еден од негативните аспекти на кои што можеме да зборуваме, затоа што една сериозна професионална редакција мора да има 15-20 сериозни новинари кои што ќе поминат денови, недели и месеци за да истражат некоја тема, на крајот добиваат производ кој што на истиот тој пазар се надпреварува со производ преведен од српски јазик или од било кој јазик за 2 секунди преку ChatGPT. На истиот пазар се надпреваруваат за кликови, многу често тој преведениот затоа што се искористени и кликбейт